ме оставите надвор. Кога не се зезам. За прв пат, тебе, среќа моја. Што правиме сега со брокулава? Дека, еве вака, со брокулата ќе направам... Ја договори важно за на емисија и велам, припреми нешто од дома, другото ќе го довршиме во телма. И Добро, среќа не кажам дека грени тела не смеме да користиме. Среќа што сум сериозно присутна во кујна и многу сакам да готвам, па ќе извадиме. Со задоволство, не знам зашто е интересно, ама како да... Домашена. Домашена? Да. Од Тафталиџа пазарчето. Не знаеш што сакам да кажам. Онаа прекрасна дама која што ти праќа бакнежи за наша Вики е алергична. И знам и рече, аз никогаш не купа, а од мирисот? Па се скупна. А јас се вила можеш и ова да го направиш, можеш и ова да го направиш и многу убаво ќе имаш. Ништо на крај ќе останеме со брокулава во танирчето и така, готово. Инаку требаше да правиме супа од брокула, инаку како поташ. Не поташ. Баш супа поташа, која ќе измелеш со миксерче, значи тиква, така. Можеш и поташи од брокула, супа баш. Односно, да го кажам рецептов за супа. Да, кога веќе имаме продуктите. Дека е есен и дека е зима, потребни ви се еден поголем компир кој што ќе го исецкате на ситни коцкички, морков кој што ќе го исецкате на ситни коцкички, кромици. Сето тоа заедно го пропржувате во тенџере. Брокулата си ја сецкаш како што сакаш, се вари прво. Чекај се, компирот претходно се вари прво? Не, на коцки ситни го сецкаш. Го ставаш во те. Добро. Дебе после водата ќе ја ставиш, ќе се свари. Да, имаш право, добро. И негде пред крајот ја сецкаме брокулата, ја ставаме во тенџерето и баба ми правиш и се вари тоа едно 15-20 минути колку и треба на брокула, се свари ситно. Од прилика. Толку. И после тоа баба ми правеше дронци, не знам како се вика тоа на нашки дронци, не знам, кумановски дијалект. Матиш јајца, малку млеко, малку брашно и вака со вилушката ги пушташ и сега се ти објаснив, треба само да ти ја направам. Што денес нема да биде. Следен пат, бидејќи прв пат ни доаѓа Елена. Ќе си дам со решо. Значи ќе си дам со на плинско. А бидејќи не знам колку ни е дозволено тука, мислам дека немаме дозвола веројатно за грени тела, таа е причина ќе се ставиме јас и ти во Па надвор, што убаво, па зимско плюс. Ќе си правиме. Тука околу. Поташ ќе си правиме. Со оглед на тоа дека таа супа денес нема да ја јадат овде присутните, ќе направам са. Чекај, не смеам се лукав за развики. Не, ова се можеме. Сега за да го спасиме оброкот на денот, поради моја вина, бидејќи јас не ги дадов инструкциите, ќе направиме салата со луки брокулче. Брокула, што е супер работа, знаеш што? Многу ретко знаеме да ја користиме брокулата свежа, а јас сметам дека многу вкусна. Продуктивно, така. Да. И е многу едноставна за правење, сериозно вкусна комбинација. Видите, во ова можеш да изрендаш и морков и се што, меѓутоа ние ќе направиме најбазично, сега да почнеме правам треба. Слободно ќе си Да, и ќе се правиме муабет, значи барем ножов да ви сече добро. Значи си имате една крупна убава свежа брокула од маркетот. Тоа што Марко ја изми. Да, барем за да може сето ова да се проба. Барем да не пропадне оброкот на денот. Да. И ништо ќе исецкаме. За разговорот знам дека ќе биде продуктивен. А она што и велам на Кате во петокот Мака Мачев, мислам, не знам, сите некои веројатно се во некој rush hour последниот период, не знам празниците како предвреме. Да. И кога ми текна како нотификација дека јас и ти секој ден се гледаме во нашето мало. Да. Реков, ја не знам што чекам да се викнам. И сите не гледаат во нашето мало, не само. Да им кажеме сега вака Кате вели, ако не сте го кажале разговорот, не е фер. Значи, јас и Елена сме во исто мало, живееме на улица Прашка. Така е. Озогласена улица е ова. Да. На некој начин. Да, позната. Улица која што веќе нема простор никаде да се паркира, значи тоа е голем проблем. Многу. Но кога одиме ние во маркет да пазаруваме, тоа најчесто се случува кога и таа и јас сме во некој rush hour во попладневите часови, имаме Елена, па луѓе, па Марко. И сите тоа кога треба да се направи момец. Елена со детето да расчистиме. Со детето. Да. За да биде уште побучно. Да биде уште побучно. И кога треба јас и таа да разговараме, да си кажеме како сме, што сме се вратиле од пат, вака е работата, мака, среќа и едно друго, секој тој во редица слуша што правиме. Што како изгледа. Кај нешто да пазаревам, да сите дознават нешто. Мислам дека ова е добра идеја. Следниот пат кога ќе идеме во Тинекс да се договориме кој време ќе идеме, барем еден до друг вака. Да ги поштедиме луѓето. Да, зашто нема смисла. Барем не се дека не сме здодевни јас и ти. Вака како луѓе не сме здодевни. Ви во тој rush hour се и други луѓе во rush hour. Не знам колку сме им забавни. Уште ти и јас си фалиме.
Уште ти и јас си фалиме. Како и да е, знам дека си добра во кујна и тоа ми беше вака да само го реков, што чекам јас Елена да ја викам. Не знам, не знам, Марко. Што Викса дојде 2 пати? Леле. Не го гледав, пошто на емисија сум јас во овој период во принцип. Тоа се буневме со Катуш. Знам дека бевте сега еден сплетна период. околности не можеме да бидеме заради важна историска работа која што се случува во Борис Трајковски, односно самитот на ОПСЕ. ОПСЕ, да. И заради тоа има малку промена во концептов, така што слободна сум. Смеам да прашам На дали Дела му реков дека ќе му мафнам. Дела, се гледаме секој ден, секој трет ден се гледаме на базен. И тој плива ти јас. плива? Да. Дела плива, не знам. Дела Инвентарија. има тело на момче. Да, има. Де секоја чест. Виш како јаде, јас знам колку е саат по неговата јаболка. Значи вести Сте мој дека by the имам, book, се да. така? Значи он во 9 кога ќе извади јаболката да јаде, знам дека пред вести сме. На пример. Значи не ти треба тебе некој ремайндер дека вестите, туку само ја гледаш јаболката и тоа ти е джингл за вестите. Ако почне да јаде пред вестите, проблем ми е, пошто мислам дека нешто сум пропуштила. Треба да направиш еден джингл радиски. Време е за јаболка со DJ Дела. И знаеш дека тоа е Има, да. Прва, како беше? Го забрав, нема. Ке простете ми, колеги. Да. Инаку со Кате се прашувавме. Знам дека еден период бевте со Викса, нели, заеднички се будите едно друго, ама дали сега сте во некои различни термини? Значи вака, ние сме, Викса буди од 7 до 8, секогаш будела од 7 до 8, а со оглед на тоа дека ме собираат секое утро, пијам кафе со нив и сум во студиото и можам добацка некоја да дадам. Меѓутоа во принцип Викса е тој што буди. Јас и Викса се поклопуваме во терминот од 8 до 10 во утринско расположение, каде што се поклопуваме во квизот кој што го знаеме, го сакаме многу и ми фали дечки многу, ќе се вратиме брзо. И во терминот за тема на денот која што таму збориме. Ја и Викса. Воспротивно, ако не стави да збориме, нема да има тоа пауза. Нема да ме крај, така? Да, вака отприлика. На некој начин. Да. Треба да направиме тогаш јас и ти у кујна, замисли. Охо. Гастрон... Ќе соборуваме, реков. Треба, види, идејата одамна ми тлее. Ајде, освен музичка емисија никако не можам да создадам, ама барем на гурмата венија да се направам сам. Ако. Да си. Сериозно, од кога почнува ова радио, ајде, ама со готвењето од кога почнува? Што? Пасијата. Од 17 години ја направив мојата прва мусака, претходно не знаев да направам јајца, не можеш да сварам. Да, меѓутоа сплетна околности, да. И тоа мајка ми ја диктираше на телефон. Мислам мусака, кромит, месо, компири. Јас почнав со кајгана и ништо повеќе, затоа викам Ја мусака не знаев, ја не кајгана, не знаев кога научив мусака да правам. Значи едноставно кај мене готвеше мајка ми најдобро на свет, баба ми најдобро на свет и баба ми малку се разболе и мораше некој да замени некој во кујна, така и јас бев таа што беше со нив цело време. И така и мајка ми рече ќе направиш мусака утре? Да. И добра, и тоа ти знаеш вака како изгледа во тава, ама не знаеш што треба стаи за да изгледа така. И на телефон ми издиктира и толку беше. Браво. Толку и многу сакам, многу повеќе сакам од тоа колку поминувам. Значи многу повеќе сакам и сум во принцип повеќе по традиционална кујна. Муж ми малку повеќе со, не знам, многу добра тајландска, италијанска, азиска кујна и така натака. Ќе направиме животот да го надираме? Еве јавно можеме да го повикаме да ни дојде на гости. Ќе направиме ли ренесансен период за Телма? Ај. Би сакал. Тешко ќе биде убедувањето? Види, и Кате и јас до некаде мислам дека имаме добра моќ на привлекување, пака телефонски да го тоа. Пробајте, супер лека. Инаку ќе го киднапирам, веруј ми. Ако. Не ствари нема ти го дам. Како видиш вака. А инаку, дали заедно се мешкате во кујна? Па во принцип и он неќе да му влага некој во и јас септен, не знам ако ми рече измеги садовиве, ќе ми треба тамата повторно. Се извинувам или не знам. Мене ми треба нешто, ајде подај ми, ако се промавта тука негде околу кујна, сигурно ќе му речам отвори ми фрижидер, подај ми го тоа за да не одам. Само инаку не си го цениме просторот кога готвиме. Не се мешаме, но јадеме заедно. Имено. Да. Тоа го има традиционално да се собирате во текот на денот настрана од врските. Знаеш што, Дуци во принцип човек и јас малку работите не се натака навака што не дозволува баш многу често вечерите, заради тоа нели така фино изгледаме, вечерите често сме знаеле да ги вечера да си се на гостите. Да, така фино. И инаку да, ама гледаме да јадеме, да, како не. Браво.
А што ти, што најдобро, еве да речем, му сакате сега? Јас правам во принцип традиционална кујна, исто така многу сакам да готвам и мене ми е досадно кога се прави јадење брзо. Значи јас сакам покомплицирано јадење во секој случај. И он го прави сето тоа. На здравје, да, кој да беше. Настинки се во таман заради лукот ќе ти тоа брокола дојде. и лук. Па доволно само од мирисот на лукот ќе помине се. И јас традиционална кујна многу сакам све. И мислам дека сум многу добра во тоа. Браво. Дуција во принцип по азиска, Значи, италијанска, значи се футуризмот. надвор да. Не дека не пред добра традиционална, ама да бидам искрен, јас сум таа која што знае да збори. Браво. И така. Прекрасно. И се надополнуваме. Не знам, Љубец, дали е чист кадарот за нашата брокула? Дали веќе ни требат? Не, можеш да ги фрлиш, Марко. Слободно. Може ли вака ти дојка? Си сецкам лукче, вака? Чекајте за вик. малку, Елена мора да проба нешто од мене. Ти само сецкај си Јас сум на диета. Ама ова е хелти палачинка. Направена од просо. Да не те Од одбивам пред камера. едно парченце. Сега, некој рекоа дека утрова ми била доста горчелива, ама јас не сакам па се нели. Да ги фрлам, кај би ми беа дршките. Ме повели. Ајде срце. Нели? Ај. Искрено да може би поголемо парче. Искрено. Ке ми извините, збори малце. Значи, Елена во Нема. моментот дегустира моја палачинка која што е направена. Ова е првото Пред 4 прекршување на мојата диета во 2 месеци. Не, мислам Јанаки утрова Да, знае. адвокатот беше и вели не сме на диета, само јас велам дека направена е од просо, јајце, банана и овес, ништо повеќе Све што нема. не треба од сабајле. За мене во мојава диета зборувам. Јас сум многу лошија. Се сегувам супер. Така? Да. Океј. Доволно блага или малку поблага треба? Што би Не го дала? таманјам. Катуш. Да не До мене. Знаеш што кате? Јас не сакам многу блава, така што Тоа. тамане. Ако сакате само ќе си нарусите мети, тоа е тоа. Што сакав да прашам, Кажи. не знам дали смеам јавно да прашам дали сте дислоцирани поради составно-цевена опсе од комплексот? поразлично не тече програмата. Да, меѓутоа не има во етер секоја време. Значи не е Не сме дислоцирани. одскокнува нешто. Не. Си има емисии, си тече утринско расположение, со оглед на тоа дека ај се извинам. Или што не можам Ако сакаш ќе те рани бато, да не се кидаш. Работата што не можеме да тераме квиз во живо, односно квизот ни е паузиран, знам дека го сакаме сите, во понеделник тоа ќе биде. И нарачавте будење. Значи се друго си течат како што нормално треба, гладко, се враќаме во понеделник во 8. Денес и нарачки за будење обавезно. Да. Сега ќе И видиме. сега лукот го додавате во брокула, И да? во овој комплексен рецепт. Да. Имено добро, ма со супер салатка. Абе Имаме тука најдобре е, балсамик, не се имаме- зезам, ја нема да направам нешто нечи. Така е. Чекај, Инаку, солка. сите Ова е други сол. останати продукти кои што требаше да се инкорпорираат во днешниот рецепт, остануваат за здравје Боже следен пат. Кој е вие? Може ли да се договориме за да направам redeem или да се искупам пред празничната покана уште еднаш? Да, поготово. Од А прилика- што да од дома да ви ја донесам зупата направена? Па или ќе направиме некој колач Така, брзо бе, што се клин- прави тука нешто. Пинџер? Пинџуче Може, ама со печени во пипарки. секој момент. Чекај сега, дај Кажи нешто. ми, слободно. Ова е балсамикот, И добро? да, и пестена. Значи ставив сол, тоа си зачинувате па што сакате и бибер може плюс. Ќе ја јадеш? Да. Ќе видиш колку е Заедно. топ. Само знаеш, што многу е подобар моментот да, не знам колку е ова, ќе зачини вилувче едно. Знаеш што е добра, Замина сите, или било што за мешање нешто. Ета, супер, одлично. одлично. Знаеш што, добро е маку да постои салатава За со да си лукот. да си ферментира малку тоа така, да. Кажи малце повише масло да ставам, Може да си додадеме јас и ти. Инаку со Елена ќе продолжиме сега да разговараме за храната. Едно нешто се согласивме утринава. Кати и Елена некако не потврди во тоа, дека Дина Јашар е дефинитивно едно од оние имиња која што нам ни прави Јас ја пофалив спокојство, скроз. да. Знаеш што ми се допаѓа? Многу ја сакам ја неа. Значи сите ја сакаме ние Дина. И што ми се случи сега пред малку со Павле Камиловски говориме за нели и тој е специфичен нели на свој начин, ама во моментот кога целава музичка сцена добива една иста форма, се потопуваме, нели само за да можеме да задоволиме поголема маса на луѓе. Да. Се губиме во она што сме ние автентичните. Само ради поголема монетизација и така натаму. Тоа ми се допаѓа кај Дина. Тој реков сега кога пиев кафе надвор и реков само терај така.
Затоа што од оваа страна ние поинаку сите тоа го доживуваме, таа знам дека често си има своја визија на како ќе патува музикава. Мислам дека така треба да иде. Ама Како ние вака те сакаме, Дина. Да. Вака те сакаме, срце ти праќаме, не само екзит. Има, се надевам за едно, ајде да не претерам, али 10 години. Ако биде Grammy Awards, тогаш јас и Елена ќе бидеме првите на радио, кога ќе кажеме And next welcome, Дина Јашари on Grammy Awards. Замисли. Тоа знаеш што ми се случи сега, на будител морам да излезам надвор, така сакам да најавам не за на Греми секако. Beatles имаат нов сингл, Имаат нов мислам, сингл, нели, со Artificial Intelligence на... Да, 77-ма ја свири Џон Ленон, прави некоја демо верзија, сега сето тоа, и знаеш ли колку е добро во 2023 да најавам Beatles новата Мислам дека песма. Љупчо реализаторот исто рече, знаете дека сакам и направам джингл и Now and Then, еве сега ми збори на слушалка. Значи фантастична е песната, ви ја препорачуваме. Ја, да. Нели? Да, е така Дина ќе најавиме со таков жар, како кога најавуваме на радио Beatles. Да. Се само да прашам, бидејќи во радиските кругови честопати или луѓето кои што работат за телевизија знаат да имитираат. Со Дуци правите такви работи? Како Да имитираат Он да. луѓе. Например, јас... Јас кон ја немам мокита. Ја немаш? Не, Дуци има секаква. Јас, секој да имитира. Јас, например, и до ден денешен, премногу ја сакам, се комуницираме се уште, иако веќе физички не е тука во Германија. Но не знам да ја пеам. Знаеш? Но не, знам. Ајде пробај. Може вака? Бумбе се, да. Може. Лесно код... Ти радио те најавува, но не Неделковска. Добра, и вака оди но не. Лесно ко 2 и 2, јас би те украла, никогаш та не би ни дознала. Лесно. Ама и но не беше но не. Абе јас многу, зашо но не? Но не си беше но не. Да, бе, но не си е но Но не. не. Јас немам против но не, ништо да не ни се научи. Не, и на радио го пеев и джингла. Ние види, моето имитирање на Цаци од Цити радио на времето беше искористено во Балканска со Викса на времето. Во тие нотни часови. Да, ние бевме многу иновативни во тој период, затоа се обидов да направам и на реминисценција. Како и да е, ние ќе направиме сега остапка, сакаме да уживаме вистински со Дина Јашари. Ајде. Инаку само пред да ја најавиме Дина да ја кажам на Иленка дека са бајла пеев зборови немам јас на Маја Вукичевиќ. Имено, тоа беше Кинам. Зборови немам јас, сосем нема без глас, само очи што плачат. Така прави. Нели така беше? Така прави, да. Дојде ни пак. Имам ја прашања, ама за крај таму, пред крај. Да. Дина Јашари, ова беше најубавата најава за Дина Јашари која што ни е веќе во студиото. Да, остани таква, а ние тука сите ќе навиваме на Греми за тебе. Да, не знам што да кажам после овие работи што ги слушнав, а тазе станата од кревет, не знам како да ги примам информации. Така како што треба. Најубаво, волшебно, остани си таква каква што си. Да, Не се менувај, само продолжи. Не сум твој сон. Тука сме за да ја промовираме и да кажеме уште нешто што е она што се готви Дина Јашари. Да, ова е песна што мислам дека сигурно година дена чекаше за да излезе во право светло. Работев доста време на неа и после тоа го чекав правиот момент за да направиме убаво видео како што и самата песна заслужува. Александра Костадиновска беше, тоест е режисерка на видеото, Дарко Митев снимаше, Сара Стојчевска беше за сите стајлинзи одговорна, Лука Тошев ја игра главната улога покрај мене, а песната музиката и текстот ги направив јас, аранжманот заедно со Драги Иванов. И ова е, не знам, многу сум си горда на овој проект и многу сум среќна што конечно го извадив од мене и така гледам реакции и се надам дека им се допаѓа на луѓето и првично јас сум многу среќна и задоволна и тоа ми е многу важно. Зашто чекаше толку многу време? Тоа не ми јасно. И па затоа што во меѓувреме, пошто јас сум сама свој менаџер и Така, се останато се и заедно. работам 50 работи во исто време. Добро. И нели имав и многу настапи овие 2 години, често патував и бев фокусирана повеќе на настапи во живо, немав многу време да работам на нова музика. И така некако не можам, не сум супер woman. И така да ете си почека малку песната, ама ете излезе и сега сакам следниот период да се фокусирам на правење музика, затоа што имам многу
чувствувам дека имам уште многу што да кажам и што да допишам, да доправам и да надежно албумот да го завршам, што го планирам. Си посакавме или кажа дека винил ќе биде, ама не кажавме кога минатиот пат, така? Така, и значи би сакала во 2024. Не сум сигурна дали во форма на винил, ама ќе биде албум. Така да, ете, тоа се моите планови. Така е, да. Инаку Лука е дел од бендот, само да им кажеме на луѓето кои што можеби не знаат. И супер си ја пренесе улогата или супер се знае да во улогата. Да, така, добар е. Да, можеме само инсирти сега колеги, а после ќе го видиме и целиот спот или видео запис. Каде беше снимано, сега се ова нели стандардни прашања, ама ајде да ги чуеме и тие. Локацијата не би открила, би оставила да е така сонлива и баш мислам сакав да се постигне моментот кај што не знаеш дали е сон или е јаве и нашите на некој начин ние играме и некакви ликови кои што мислам добро, јас сум си јас, ама пак е малку дистописко е малку. Ни сон ни јаве. Да, и баш тоа ми се допаѓа, што е така како малце нереално. Така е. По овие убави зборови кои што ти ги кажавме сите овде, остануваме на ставот ние, ама дали ти остануваш на ставот дека ништо нема да менуваш? Тоа е таа Динеја Шари која што ја познаваме и ќе тераш така. Јас искрено појма немам ништо за мене. Се чувствувам дека не се знам и секое следно работење на нешто се чувствувам како прв пат да го правам. И мислам дека и така треба да биде, затоа што колку што и нели истражувам и како што сум повеќе време во ова, тоа е чувството што треба да те води за ти да стануваш подобар и за да ја задржиш таа детска љубопитност и затоа што ако не гледаш така ако не гледаш како низ детски очи, тогаш ќе биде многу тешко да ствараш уметност во овој свет. Така е, да. Во денешно време. На 19 години ти се случи да ја напишеш она песна или да ја направиш песната која што велиш дека е најубавото нешто што си го направила и не знаеш дали ќе ти се случи повторно. Колку е тоа пак убаво или неубаво кога ќе си дадеш таков терет на душата дека нели нешто си направил и сега нели неповторливо е тоа. Ќе го повторам ли? Да, па тоа е некое чувство што не држи нас, што креираме и никогаш не знаеш. Јас ја напишав на 19 години ова, Бој ја напишав, ствари на Бој мислеше така. Потоа напишав и неколку други песни, еве и оваа песна не сум твој сон, сум многу горда и ми требаше време да ја доправам. И никогаш не знам. Се надевам дека нема да останам на овие песни. И мислам дека тоа е тоа чувство што ме тера и да се обидам и да правам и нови работи. А во исто време и нели зависи животот каде те води и што ти се случува. Затоа што еве не знам, на 18 години поминав низ некои тешки работи што ме натера и морав да ги изразам чувствата. Сега на пример сум не знам во друга фаза од животот се инспирирам од работи и никогаш не се знае што е, не знам дали дадов некаков одговор. Супер. Да. Многу е апстрактно и така и треба да биде. Така. Како те доживуваат, не знам, луѓето со кои што си пријателствуваш, не знам, роднините, што ти велат во однос на твојата музика, во однос на твоето создавање? Сакаш ли да знаеш всушност? Имам многу голема поддршка, особено еве од дома, од мајка ми, од брат ми, од татко ми, сигурно сум дека он секогаш ми беше многу голема поддршка. И мислам дека тоа е премногу важно за ти да можеш да тераш и да го правиш тоа, особено нели ваква професија што не е толку стабилна. И мене таа поддршка ми е доволна, а јас секако имам и други луѓе што се тука, и Лука е тука за мене да ми помогне, да ме бодри, и не знам, Драги со кој што работам со години, дечките сите од бендот. И тоа е стварно многу важно, особено мене што јас многу сакам да сум обкружена со луѓе и сама не би можела да најдам таа мотивација за да ги правам сите овие работи. Така еве некоја порака од мене би била да се обкружиме сите со луѓе што ни мислат добро и што не тера да одиме нагоре. А исто е многу интересно дека еве јас до 18 години и сега сум нели сменета, сум направила со музикава и многу ми е убаво да се конектирам со луѓе што ме знаат од мала, затоа што тие луѓе вистински ме знаат
И секогаш ми е убаво така да се видам со луѓе што најискрено ќе ми кажат работи, без разлика. До пред нова година, ако веќе зборуваме, каде се ќе бидеш? Знаеш? Сега се спремам за еден убав концерт во Белград, во Дом Омладина, на 1 декември ќе биде тоа, ќе бидеме со бендот. Па ти си сега? Да, тоа е ти сега си во петок. петок. Добро. Да, и ќе имам и еден концерт во Скопје, но тоа ќе биде во декември и сега не би открила ништо, ќе објавам на дојдеш пак? социјални мрежи. Да. Може така? Може Да. А менаџер ти треба или не во 2024 за се да тргне побрзо вака? Па ми треба менаџер, ама Да објавиме оглас, сакаш? Да, може значи ќе ставиме, ќе има тука имейл адреса. Да, имейл адреса каде може да се пуштите обрати. CV. Да, Така. супер, може и кај тебе да доаѓаат луѓето на прво кај тебе, па после Добро, тоа. па после кај тебе. Да. Па одлично, си направивме, значи ние концепт се, менаџер бараме, огласот ќе биде за некое време објавен. Се пријавивме сите. А може ние да се пријавиме, а? Па може. Може, така е. А сега го гледаме целиот спот на Не сум твој сон, ти остануваш, ќе ја пробаш она салата на брокола? Па може, ајде. Значи, види, нема потреба да се посетува сајтот на вакцинација.мк, анестетик имате вистински тука. Значи, како викаш като? Прв пат вака правиме салатата толку Прв пат салата со толку многу љубов. љубов. Значи, се што ви требаше е брокола и лук. Наша баба ми викаше 90% е мерак, 10% мастрав. Така Значи, што- ние тука има 90% мерак и тоа љубов. Љубов. И сега со љубов ќе се опиеме. Катуш? И други таман толку во вас. за настинката среќа. Таман за да оваква. Еве јас Ќе пробаш, девојче? Види ја, не. Ајде ќе. Ајде Катуш, ме. ти. За тебе е најважно. Не знам зашто толку скептици. Во недостакот на убава, на ладно. вакво сме. Абе зашо би да лажала? Значи, само треба да сакате брокола и лук. Имено. Ништо друго. Толку. Ја многу сам. Ако искрено зборувам, мично некам брокола, ама ова ми е прво пробување ќе правам. Се дозирала дозирала рецептот. Така ми ќе бидам многу срекна сега. дозирале ова Да, како ама многу ретко јадаме жива брокола, не знам зашто ретко јадаме Да, жива мајка брокола. ми Мене ми е има побава бутон бака жива од колку брокола. на грдата кога вела свараме. заради дигестијата, некој не може да го дигестира лесно, ама Знаеш што еве ми. сакав да те прашам? Така како што ви е снимано тоа кога одите на пат, така ви изгледа патувањето, по 5 пати се враќате на ке дома дека сте се Јас сум заборев. таа што се враќаја, на пример се бајлава се вратив по нешто и се извинувам јавно затоа што ме измалтретирав муж ми да ми подава ствари. Значи да, и знам да сум многу напната, значи многу скроз. Димитар се ме влече, јас носам, става, да. Скроз, а после лабаво си пееме се. Значи И си јавно. пеете така, така како мислам како за снимање. Јас нон пеам. Многу ретка не пеам. И некој Сум имав и нешто идеја мгина. за овој пат да го направиме се ова матине наше со песна, ама во декември закажавме, за да морам да се искупам за ова моје Во декември Дина треба да прави ај во исто време. Во исто време да се погодиме, И Дина ќе универзумот прави. не спосе. Дина ќе прави концерт. У А, Скопје, да, ама не да. најавува ништо, ќе го најави кога ќе треба. Во Значи декември. договорени сме да се синхронизираме оваа Може ли да четврка. го Заедно ќе готвиме со Дина. Да, ај ќе се Ќе договориме. се комбинираме и ќе готвиме. Драги мои, за некои 3-4 седмици од прилика Дина. Така Од нешто, прилика, Од прилика. оваа четврка ќе ви рече повторно до гледање, ама и здраво во оброкот на денот. За Дуци јавен повик. Те чекаме, многу убава љубов ќе си И дадеме. модернизам, и ренесанс. Значи ќе биде И се. мерак од душа. Не знам дали не гледаме, ако не гледаш, те чекаме. Верувам. Дуци те чекаме. Значи те чекаме со цело срце. А сега, најновото и последно Дина. Е, прекрасно. мача паметно. Ве сакаме. Чао, чао. Чао! Чао.